Света Петка. Родена е кон крајот на 10 век во селото Епиват во близина на Средоземното море. Нејзините родители биле многу побожни и се грижеле и неа така да ја воспитаат. По смртта на родителите, Света Петка и нејзиниот брат наследиле големо богатство. Но таа малку се грижела за земските задоволства, ги оставила и роднините и богатството и заминала во Јорданската пустина, каде што долго живеела осаменички живот. Долго време ѓаволот се обидувал да ја одврати од приврзаноста кон Бога. Се преправал во разни форми, дури и како звер ја напаѓал, но таа не се поколебала. Кога остарела, ангелот Божи и соопштил дека треба да се врати во родното место, зашто е дојден часот кога треба да му ја предаде душата на Бога. Се вратила и набргу починала, а бидејќи жителите на незиното родно место не ја познавале, ја погребале не на селските гробишта, туку настрана, како странец. Набргу морските бранови изфрлиле тело на некој патник кој починал на брод, а морнарите го фрлиле во морето. Селаните го закопале на местото каде што била закопана Параскева. Ноќта на еден човек по име Георгија му се сонила царица на светол престол со многу светли војници. Еден од војниците му пришол и го прекорил што телото на Света Петка го погребале заедно со телото на патникот. Тогаш и царицата му рекла: "Побрзај да ги земиш моите мошти и да ги положиш на достојно место, бидејќи не можам повеќе да ја трпам смрдејата од тој труп. Оти и јас сум жена и мојата татковина е Епиват, каде што сега вие живеете." Таа ноќ истото и се сонило и на некоја жена. Утрото двајцата ги раскажале соновите, пошто со голема свеченост нераспаднатото тело на Света Петка било откопано и погребано во црквата на светите апостоли Петар и Павле во Епиват. Од светите мошти се случиле многу чуда. Во 13 век моштите на Света Петка биле пренесени во Трново, а кога и овие краишта биле заземени од турците, биле однесени во Видин, потоа во Србија, а од Србија во Цариград, каде што се прославиле не само меѓу христијаните, туку и меѓу муслиманите. Цариградскиот патриарх во 1641 година му ги подарил моштите на молдавскиот кнез, кој со голема радост и свеченост ги пренесол во светиот град Јаш, денешна Романија, каде што и сега почиваат во црквата Свети Три светители. За спомен на Света Петка е востановен празникот што се празнува на 27 октомври, а кој народот го вика Петковден. Во народот се смета за почеток на есенските празници што се празнуваат со домашни служби. Овој празник повеќе го празнуваат жените и многу цркви, свети води и други свети места низ цела Македонија се поврзани со името на Света Петка. 27 октомври, преподобна Параскева, Петковден.